се собравме тука граѓани по граѓанска иницијатива да дадеме солидарна поддршка на протестниот марш кој се одржува сега во моментов во Валандово. Се бориме за да ја зачуваме нашата животна околина, да обезбедиме сигурна и здрава природа за нашите деца, за нашите поколенија, да се обидеме да дадеме апел до властите, кои да бидат, кога и да бидат, да не ги буткаат работите под тепих, да не ги буткаат работите на сила, дека парите не се секогаш единственото нешто за кое што ние треба да се бориме и за животот кој треба да биде за сите нас. Тоа би било од прилика се. Фала ви. Разочарани ли сте од тоа што нема одзив, нема граѓани? Повеќе има новинарски екипи него ли луѓе овде? Па и вие новинарите сте граѓани. Како да речам? Веројатно вие исто треба да дадете, да ги едуцирате граѓаните не како да размислуваат, него да размислуваат на тие работи кои што може да им бидат од животно значење некогаш. Токму затоа зборам, бидејќи се работи за здравјето на луѓето, а луѓе нема овде кои што би протестирале за своето. Јас ќе ви кажам, лани за воздухот во Скопје се собраа пред општина на град Скопје 100 луѓе. А живееме отров, дишеме, пиеме отров, јадеме отров. Ние сме буквално отруена солидарна поддршка. Големиот протест се одржува во моментот во Валандово, така што ние сме тука само да изразиме солидарност со граѓаните од југоистокот и сметаме дека тоа исто така значајно не само за тие од југоистокот, туку и за граѓаните на Скопје, затоа што сите го дишеме истиот воздух, ќе ги јадеме производите земјоделски од истата почва, водата која се загадува исто така е сериозен проблем, така што овој протест е само солидарен гест за големата борба која во моментов веројатно се одржува во Валандово, а ние бевме спречени да бидеме во моментов таму и затоа решивме нашиот протест да го изразиме токму тука. Како очекувате ако се знае дека граѓанската иницијатива од Богдан си упати писмо до премиерот Заев пред една недела и до сега нема никаков одговор? Мислам дека во секој случај епилогот кој треба да се очекува е да се забрани понатамошната изградба на сите рудници на смртна и доколку граѓаните не се послушаат, верувам дека протестот се повеќе ќе се омасува и ќе станува се поголем. Сепак ние нема да се откажеме, бидејќи станува збор за животот и нашата иднина и иднината на сите.